Почитувани, велат дека пратениците се избрани представници кои работат во интерес на граѓаните. Меѓутоа, со денешната пресконференција сакаме да ја запознаеме јавноста дека македонските пратеници работат за сопствениот интерес. Тоа ќе го илустрирам со неколку примери. Прво, јавноста беше сведок на непримерната иницијатива на власта од пред 3 дена, кога предложи законска измена пратениците да примаат 1/3 од пратеничката плата и кога ќе седат дома и нема да одат на работа во собранието. НДМ прашува, според кој правен основ пратениците можат да седат дома, да не одат на работа и пак да примаат плата? Ја подсетуваме власта дека сите вработени во државата имаат уставно гарантирана еднаква и равноправна положба. Од тука, потегот на власта пратениците да примаат 1/3 од платата седејќи дома е незаконски, крајно непримерен и неморален. Патем, да подсетиме дека 1/3 од пратеничката плата за ништо да не работите е убав паричен износ за македонски услови, ако се знае дека пратеничката плата е околу 70.000 денари. Значи, потребно е градување на законска одредба, според која бојкотот од некоја пратеничка група или од било кој пратеник да се санкционира само со тоа што пратениците воопшто нема да земаат плата. Второ, пратениците според постојните закони, кои сами си ги гласаат, и по престанувањето на 4-годишниот мандат земаат плата уште цели 12 месеци, иако повеќе не се пратеници и ништо не работат. Значи, преку така наречената апанажа, пратениците уште 1 година представуваат голем и непотребен терет за буџетот. Колку е апсурден овој момент, само еден пример. Еден пратеник од ВМРО ДПМН, како нареден од имат изборна листа, влезе во собранието на место на еден починат пратеник на 11 април 2008 година. Но тогаш, истиот ден, парламентот се распушти и беа распишени предвремени парламентарни избори кои се одржаа на 1 јуни 2008 година. Значи, внимавајте добро, со учество на само една собраниска седница, односно со само еден пратенички мандат, овој пратеник се стекна со право на апанажа од 12 месеци и човекот ни крив ни должен си заработи 14.000 евра без ништо да работи 12 месеци. Од тука НДМ апелира веднаш да се направи законска измена и апанажата се сведе на пристојни 2 до 3 месеци. За споредба, во многу побогатата Англија апанажата изнесува 3 месеци. Трето, покрај месечната плата од околу 70.000 денари, пратениците добиваат надоместок на трошоци за користење автомобил во лична собственост. НДМ смета дека овој надоместок мора да се укине, а пратениците да користат градски и меѓуградски превоз до работните места. Така ќе се избегне практиката пратениците да вршат злоупотреби на надоместокот за користење на приватни автомобили со поднесување на фиктивни сметки во собраниските служби. Четврто, владата веднаш да го намали возниот парк од 10.000 службени возила, што ги користи јавната и државната администрација. Неоправдано е службениците од разноразни подрачни служби при нивното секојдневно службено доаѓање во централните органи да користат службени автомобили, иако Македонија како мала земја добро е поврзана со градски и меѓуградски превоз. За споредба, една богата Данска има само 18 службени возила. Англискиот премиер Дейвид Камерон уште на првата владена седница го укина правото на користење на службени автомобили за министрите кои сега на работа одат со велосипеди или користат јавен превоз. Ваков превоз може да користат и македонските пратеници, со што добиваат привилегија изворно да се запознаат што значат секојдневните блокади на скопските улици,
од разните незадоволни социјални групи. На крај, да подсетам дека Народно движење за Македонија уште на 25.8.2009 година под евидентен број 3699-1 до Собранието поднесе предлог закон за измена и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица, со кој побаравме намалување на апанажата и укинување на надоместокот за трошоци за користење на автомобил во лична сопственост. Ова е тој предлог закон поднесен до Собранието. Истовремено, НДМ поднесе и предлог одлука до владата за отуѓување на подвижен имот собственост на Република Македонија, со која побара владата да се ослободи од големиот број службени автомобили. Ова е таа предлог одлука поднесена до владата. Народните избраници имаат силна морална обврска да скратат дел од своите привилегии. НДМ ги повикува пратениците да ги укинат овие антинародни привилегии и на тој начин да престанат со безсмисленото трошење на буџетските пари и со непотребното луксузирање на грбот на даночните обврзници. Ви благодарам.